Во време кога повеќето студенти на универзитети во САД се враќаат дома за празниците, многу кинески студенти не остануваат. Причините се различни. Летањето назад во Кина во овој момент е премногу скапо. Сакам да одам дома, но реалните околности се навистина лоши. Ова неодамна дипломирана студентка не сакаше да биде идентификувана бидејќи се плаши од одмазда од кинеската влада. Таа учествувала на собир во кампусот, повикувајќи го Пекинг да ја релаксира политиката за нулта ковид, што подразбира дол карантин и бесконечни тестирања. Овие собири, минатиот месец во градовите во САД, вклучувајќи ги Лос Анџелес, Вашингтон и Њу Йорк, следеа по смртоносниот пожар во стан во кинеската област Шинџјанг. Многу луѓе ја обвинија политиката на Кина за нулта ковид за смртните случаи. Трагедијата предизвика демонстрации низ Кина со залажби за промени. Неколку дена по протестите Пекинг најави релаксирање на политиката на земјата за ковид. Дипломираниот студент Ханг Ванг организираше собир во Лос Анџелес. Мислам дека тоа е почет на победа за луѓето во Кина. Нивното храбро движење ја принуди владата да ја олабави политиката на нулта ковид за да им дозволи на сите слободно да излезат од домовите. Но Ванг и други кинески студенти во САД велат дека нивниот активизам значи дека не може да си одат дома за време на божичниот распуст поради страв од репресија од кинеската полиција. Тој вели дека кинескиот оддел за безбедност го вознемирува неговото семејство во Кина последните 2 години. Оваа неодамна дипломирана студентка комуницира со семејството во Кина за нивните искуства со новата пракса за движење според новата политика за ковид. Им се допаѓа фактот што сега може да се движат, сега фабриките може да работат, а можеби и економскиот живот во одреден момент ќе се врати во нормала. Нивниот живот страдаше за време на политиката на нулта ковид. Нивните приходи се намалуваа, не можеа дури ни да го посетат своето семејство. Но има цена за таа слобода што се гледа во извештаите за наплив на случаи на ковид во земјата. Тие зборуваат за тоа како болниците се преполни и дека не можеле да купат обичен лек за главоболка. Тие немаат доволно брзи тестови за ковид. Но кинеската влада вели дека работи на подобрување на ситуацијата. Во моментов, врз основа на новите промени на пандемијата, Кина континуирано ги оптимизира своите мерки за превенција и контрола за да обезбеди подобра координација на одговорот на пандемијата и економскиот и социјалниот развој. Дипломираната студентка вели дека размислувала на своите роднини да им испрати тестови за ковид од САД, но тоа би чинело $200 американски, што е финансиски преголем товар за неа.